На секои 10 години Скопје добива нов генерален урбанистички план, кој наместо ред создава нови главоболки во главниот град. Во пресрет на донесувањето на планот за периодот 2022-2032 година, еве како градскиот простор моментно изгледа низ призма на урбанист и архитект кој не живее тука. Скопје е голем град со многу интересна и специфична историја. И мислам дека тука има многу развој, ама некои делови од тој развој не се били баш во правата посока. Многу коли има во градот, например. Многу место има за автомобилот и тоа не го прави градот лесен за пешаците и го прави по-малку човешки, а повеќе автомобилиски. Љубо Георгиев е бугарски архитект-урбанист, еден од креаторите на иницијативата Визија за Софија, чија цел е одржлив развој на бугарската престолнина. Ситуацијата во Скопје мислам дека не е многу различна од Софија. Тој на покана на граѓанската иницијатива Зелен хуман град, која има двајца советници во град Скопје, на работилница ги сподели своите искуство и знаење во пресрет на носењето на генералниот урбанистички план за Скопје за наредното десетлетие. Аз сум тука со мојот колега да раскажеме за тоа што сме направили во Софија со создаването на Визија за Софија. Тоа не е ГУП, а е нешто като први чекор преди ГУПот. И основно дискутираме зашто е важна таа визија и какво може да помогне тя за направата на един смислен ГУП. И основното ми послание е дека е многу важно да се работи на базата на податоци, а не само мнение и авторитети, не аз мислам така, ти мислиш така, ами да се знае актуалното, ефективно, реално состояние на средината, на процесите, какви са тенденциите и да се работи во диалог. Как си представяме града, в който искаме да живеем заедно? Токму на овие постулати направена е долгорочната визија за развој на главниот град на Бугарија. Процесот започнал во 2016 година, а појдовна точка биле слични иницијативи во светски метрополи. Следувале стотици средби, хакатони, информации се прибирале од илјадници извори. Крајниот резултат е стратешки документ за Софија со етапна реализација до 2050 година, а минуване од локалната власт и финансиран од градската каса. Визијата за бугарската престолнина почива на неколку постулати: градот да е компактен, адаптивен и флексибилен во однос на демографските, економските и климатските промени. Меѓу другото, се подразбира и градот да ги знае и да управува со ресурсите што му се на располагање, но постојано да ги консултира и граѓаните. Работи се за развој сврзан со ние му викаме стартап средината, за тоа да има повеќе врска меѓу образованието и тие нови технологии и възможностите за развитие, за начало на собствен бизнес. Тоа е нешто кое се работи највеќе извън општината. Исто има многу работа по тема на сообраќај и последните неколку години има неколку нови услуги кои се приватни услуги, например со коли под наем, такива дето можеш со телефон да ги отклучиш, караш малку, заклучуваш колата, оставаш каде сакаш. Тоа е приватна компанија која предоставя таа услуга. И многу е важно дека визита на Софија започна като гражданска иницијатива, таа обаче беше припозната од општината и со времето практически општината плати за този процес, за собирането на податоци, за реклама, за включване, за состаноци, за ангажиране на експерти, за писането на анализи и истражувања. И тоа беше многу важно, защото институцијата застана за таа идеја и каза дека тоа е важно. Не е просто некоја мечта или некое свободно желание на некој активист. Тоа беше важно, но за съжаление до там и спре општината во Софија. За мене немаше достатъчно сила и капацитет да структурирано и координирано да започне да изпълнява, да я реализира тая визия. Но все още е жива идеята.
не само е жива, ами аз сметам дека извън общината започна да се реализира визията. От невладински организации, от инвеститори, от приватни лица и така. Да. И след година и половина в София имаме локални избори, може да има нов шанс за реализация на визията, така мислам. Се чини дека за Скопје нема визија. Дали мислите дека овој пристап на иден одржлив развој може да се примени и тука и како? Разбира се, че може да се и тук да се случи. Како е въпрос на прашане на локално прашане. Аз не мога да имам отговор, защо не знам тук каква е динамиката и какви са тенденциите и що се случва. Най-важното е, ако се мисли за визия за Скопие, да се мисли да имаш първо на масата да сложиш податоци и да говориш за реалната ситуация. И оттам трябва да се тръгне. И в този смисъл аз не мога да кажем що трябва да е каква трябва да е визията за Скопие. Тая трябва да се изработи тук, но да не е само събиране на различни мнения, а да е конструктивна и експертна интерпретация на податоци. Скопје и Софија, освен што се главни градови на две соседни држави, имаат и слична култура на живот и квалитет на јавниот простор. Освен Георгиев, минатата недела во Скопје имаше и други гости од Софија, кои пак се зафатени со други теми. Вашата посета на Скопје, иако независна, се совпадна со посетата на бугарскиот премиер Кирил Петков, Да. но настрана политиката и историјата. Што е она што Софија и Скопје може да учат еден од друг во поглед на урбанистичкото планирање? Ами, урбанистичкото планирање гледа во иднината и оттам можем да започнем. Мислам дека, разбира се, историјата е важна, ама ние толкова внимание и толкова енергија отделяме на историјата, дека малко сме забрали да гледаме и во иднината. И именно во прашањето за развој на градот, мислам дека има точно да споделиме искуство, како работиме во Софија, како се работи тука, како е организирана општината, како се организирани процесите, кој што работи и како го работи. И сите тие прашања се прашања за еднината и мислам дека тоа е по-оптимистично и може да биде по-лесно и по-конструктивно. Георгиев, ви благодарам за разговорот. Со удоволствие, јас благодарам.